Нова тема отвараме, впрочем тема која што некако ни се привлекува од самиот почеток на денешното издание на Македонија наутро. Така и почнавме со состојбата со зоолошката градина. Го вклучивме Мартин и покажа дека утрово повторно се разбира е затворена, имајќи предвид дека имаме безбедносни мерки здравствени на сила. Но што значи тоа за останатите животни? Дали има и каков ризик по човекот? Што е она што зоолошката градина треба да го превземе во периодот кој што следува? Се само дел од прашањата кои што ги поставуваме на нашиот соговорник, кој што го имаме утрово на Скайп. Велам добро утро за Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Воислав, добро утро и благодарам за отстапеното време за утринската програма, бидејќи знаеме дека вчера бевте на семинар во Охрид, а во моментов сте на пат Охрид Битола. Дотолку повеќе сме благодарни за времето за Македонија наутро. Ви благодарам на поканата. Да, навистина, вчера имавме семинар, па можевме да го искоментираме и оваа случка и со нашите колеги кои што се и професионалци во однос на вирусните заразните заболувања кај животните и навистина имавме и добри разговори и добри поенти во што треба да се прави во иднина за да можеме да превенираме или да пробаме да превенираме ваков настан и во иднина. Па ајде се со ред. Она што прво не интересира е дали беше неопходен ваков, како што велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, хуман начин на отстранување на животните. Тоа е едниот аспект, а вториот аспект, каков е ризикот по останатите животни? Мора да потенцираме дека во зоолошката градина имаме и ретки ендемски животни кои што се таму. Имаме ли ризик по нив, Воислав? Да. Значи, Агенцијата за храна и ветеринарство мораше да делува активно и брзо, со цел да се спречи ширење на конкретната болест, но тоа е така и при сите други заразни болести, мора активно и брзо, некогаш и радикално, да се делува со цел да се спречат од понатамошни заразени видови кои што, односно во конкретниот случај птици, да не бидат заразени. Начинот на кој што е спроведена активноста, по принцип, секогаш брзината и професионалноста треба да одат заедно. Во конкретниот случај сметам дека активноста е многу брза, многу правилна, можеби на некои од видеоснимките, но тоа се сегменти, да се гледаат нели несоодветно. Не е тоа несоодветно, тоа е повторно делување од страна на ветеринарните служби максимално брзо. Сега сите сме биле во природа, сите сме гледале диви животни и така натаму, сметам дека сепак на некаков начин таа снимка што ја гледаме, што гледам дека јавноста многу да речеме жустро реагира, е нешто кое што односно веќе има некаква дејност према таа птица за да може некој со рака да ја фати, што дива птица никој не може со рака да фати во секој случај. Со тоа што мислам дека агенцијата мораше и требаше многу брзо да реагира и се надевам дека ќе има најмал број на отстранети птици на таа територија, со цел да се заштитат по останатите видови, односно останатите животни и птици во зоолошката градина. Треба да знаеме дека овие животни по принцип не ни треба да бидат во самата зоолошка градина, зашто овие се птици прелетни кои што делуваат и во зоолошката, затоа што си имаат можност начин да влезат натре и надвор од зоолошката градина. Например, тие патки може да биле на Вардар, може да биле на Треска, може да биле или гуски што и да е, може и во Велес да биле вчера завчера. Тоа е дива птица. И треба да се спречи контакт на тие птици со птиците во зоолошката градина, што сметам дека зоолошката градина во некоја насока и потврдила и тоа е во континуитет наназад, односно многу е слаба организацијата на луѓето што ја раководат зоолошката градина во однос на поставување на биосигурносни мерки и превентивни мерки за да не дојде до ваков тип на заболување. Што значи за другите птици? Се надевам дека ќе постапат правилно тука натаму, дека ќе се стават, и затоа е затворена зоолошката градина, да се стави под карантин, затоа што сметајте дека секоја зоолошка градина е постојано еден вид на карантин, затоа што таму има и загрозени видови, автохтони видови и видови кои што многу ретко се наоѓаат или се дислоцирани од нивната природна животна средина и затоа секој еден човек кој што ќе дојде, дури и човек и дете и така натаму што ќе дојде во зоолошка градина треба да се смета како еден вид на биосигурносна
закана за здравје, по здравјето на тие животни. Сега може да кажеме за нашата конкретно зоолошка градина, тој сегмент е многу слабо обработен. Можеби таму внатре има стварно навистина професионалци кои што многу добро си ја знаат работата и само ако се послушаат, самото зоолошка градина многу подобро ќе го менаџира овој биосигурносен дел и здравствен ден кај животните. Имам информација дека воопшто не се вакцинирани животните. И сметете дека таму не е само сега за птиците, сега птиците се погоди темата, но сметете дека има таму мачки кои што слободно може да одат во паркот, може да се вратат назад, може да идат било каде, а знаеме, ако некој од вас чува мачки, а нашите гледачи сигурно имаат, дека има заразни болести и кај мачки, да тие мачки влегуваат и во зоолошката, може да дојдат и во контакти со дивите мачки кои што се внатре, па таму имаме и заштитени наши дивиот рис и така натаму, не дај Боже да дојдат во таков тип на контакт, а нашите дополнително и животните кои што се внатре не се редовно третирани, вакцинирани и така натаму. Што значи дека навистина биосигурносните мерки прво би почнале од правилното менаџирање на зоолошката, правилната заштита на животните внатре во зоолошката, да мора да се воведат биосигурносни мерки, да не може надворешни животни да влегуваат внатре со цел да имаат интерференција со животните кои што под принуда, треба да кажеме во однос на благосостојба, тие се диви животни кои што под принуда живеат во таков тип на услови, за ние луѓето да можеме да ги видиме и можеби некој од нас да биде и среќен што видел определен вид на диво животно, за благосостојба може во некој следно гостување да зборувам. Само чисто да се надоврзаме, кога зборуваме за мерките, имавме ваква ситуација и со зоолошка градина во Германија, со зоолошка градина во Босна и Херцеговина. Дали еве и со сето ова што го слушнавме од вас, но и на дел од граѓаните и од експертите, вината може да ја бараме само во тоа или треба и да почекаме да видиме што денови веќе излезе нели како официјална информација, па да знаеме каде точно лежи проблемот, или веднаш вака може да се посочи во овие први денови каде е проблемот, за да истото се превенира во иднина, или сепак треба да се почека деновиве за да се знае од каде точно е предизвикан вирусот? Да, ова не е изолиран случај во Македонија. Добре. Ваков тип на активности се имаат случајно во други држави, како што рековте. Се има случајно и во многу поорганизирани системи од нашиот. Еве спомнавте во Германија, во Берлин, ама не е само во Германија, во Берлин. Во Германија има 3 или 4 зоолошки градини кај што се има случајно истото. Се има случајно и во Сараево 2017, се има случајно негде 2020 и во град блиску до Москва во Русија. И сега начинот на кој што се делува треба да се предвиди според состојбата. И затоа Агенцијата за храните и ветеринарство при првото позитивно животно, мора тука навистина да го пофалиме и ветеринарниот факултет, институт и катедрата за патологија, затоа што многу професионално и брзо си имаат завршена работата во однос на детекција на вирусот. Треба да ако се имаат брзи мерки, во таков случај најверојатно ќе се заштедат останатите видови кои што се во самата зоолошка градина, кои што во моментов се ставени под карантина и така натаму. Може да го дадеме како еве пример кој што излегол надвор од контрола рускиот, каде што биле задолжени на крај да ги отстранат сите птици кои што биле во зоолошката градина. Така што на ваков брз начин се преземаат мерки за да дај Боже да не стигнеме до таму. И сега уште едно прашање кое што се однесува на луѓето. Голем дел од граѓаните изминатиот период ја посетиле зоолошката градина. Има ли простор за страв, имајќи ги предвид информациите дека Институтот за јавно здравје направи епидемиолошка анкета на околу 16 вработени, еден ќе се тестира за вирусот бидејќи појавил симптоми. Има ли простор за страв кај оние граѓани кои што во меѓувреме ја посетиле зоолошката градина? Како да постапат? Да, навистина на оваа тема многу убаво вчера се изрази директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, која што детално кажа дали има ризик, дали нема ризик. Може да се повториме. Ризик кон јавноста, општата јавност апсолутно нема. Многу тешко се префрла птичиот грип од птица на човек. Треба многу близок контакт да има човекот со птицата, за да може евентуално и повторно е во многу мала шансата да се префрли на човек, и точно заради тоа и како што видовме, самите луѓе се добро опремени при дејноста,
но и како превентивна мерка во секој случај се преземени мерки да се тестираат овие луѓе со цел сите да бидеме сигурни дека нема никаква последица. Во однос на знам дека се повикувани или се известувани и граѓани кои што претходните денови биле посетители на зоолошката градина. Во секој случај секој може превентивно тоа да го направи, но навистина нема место за паника, нема место за да речеме некакви дополнителни дејства во конкретниот случај. Затоа што сепак станува збор за еден примерок, една птица која што е најдена со ваков симптом. Верувајте, ако беше болеста многу пораширена, веќе ќе требаше да има следни случаи. И за крај како треба да се постапува во периодов кој што е пред нас? Па јас би се посветил малку повеќе на зоолошките градини, не само на Скопската, туку на сите зоолошки градини треба ги заштитиме во нашата држава и треба навистина луѓе професионалци што се знаат работата да бидат консултирани со цел да се направи превенција и со цел да се организираат биосигурносни мерки. Верувајте, тоа ништо не кошта во финансии во однос на бенефитот кој што би го имале самите диви животни кои што ние сме ги донеле тука да престојуваат во тие зоолошки градини и народот или граѓаните на било каков начин да има определено задоволство што ги гледа. Но за нас луѓето навистина препораката е без паника, следуваат период на нормалните човечки, нашите грипови, може да се вакцинираме со стандардните вакцини и така натаму. Не дај Боже, ако има други дополнителни случаи, во таков случај, во секој случај ќе бидат известени граѓаните што понатаму и во која мерка. Ви благодариме многу за сите информации во Македонија наутро. Се надевам дека и веднаш ќе се видиме и во студиото 3 на Македонската телевизија. Оваа тема останува актуелна, па треба и да ја дискутираме само во начин во смисла на поголема превенција и заштита и на живиот свет и на граѓаните, се разбира.